Македонија се наоѓа во крајно нередовна ситуација и таа нередовна ситуација општо стафија, а веќе покажуваат и анализите дека не може уште предолго да трае, бидејќи земјата влегува од политичка во уставна, а сега веќе и во економска и социјална криза и тоа може да донесе до непосакувани и непредвидливи развои на ситуацијата, кои што потоа може би и политичките фактори не може да ги контролираат. Заради тоа мислам дека веќе доаѓаме во последната фаза од оваа неизвестност, кога новото парламентарно мнозинство ќе мора да се конституира во смисла на парламентарно мнозинство со избран председател во парламентот и потоа избрана нова влада. Бидејќи ситуацијата вака е неодржлива. Протекува некакви приказни за дури за прогласување на воредна воена состојба и така натаму. И тоа јас сум еден од оние кои што мислат дека тој тип на закани се секојаш прашање на ресурси. Значи, прашањето е има ли сегашната стара власт се уште ресурси да тоа го спроведе. При тоа не мислам само на безбедносни ресурси, а мислам дека и тие се ограничени, туку мислам на секакви други ресурси, значи политички, дипломатски, финансиски, општествени и така натаму и така натаму. Мислам дека нивниот простор е крајно ограничен и не треба да се заборави дека при воведувањето на такви драстични радикални мерки не е прашањето дали можете првиот час да го издржите. Прашањето е што правите потоа. Значи, не е проблемот дали вие имате доволно полициски сили за да обкружите неколку институции и згради и дека можете да уапсите 20, 30 и 50 луѓе. Прашањето е што правите следниот ден. Во таа смисла се работи за анализа на ресурсите. Во таа точка, кога меѓународната заедница веќе неколку пати неделно повторува од различни нивоа и од различни извори дека Македонија мора да преиде на формирање на нова власт, тоа мене ми укажува, инаку да ве потсетам во тие предупредувања, во тие пораки учествува и НАТО, да речеме, и тоа директно од самиот врв на НАТО. За тие пораки стојат анализи, меѓу другото и безбедносни анализи, кои што процениле дека без разлика на заканите и без разлика на можните компликации кои што и еден председател наводен како Ѓорѓи Иванов може да ги направи, дека затоа нема доволно сила за да ја доведе земјата во таква состојба кој што потоа ќе биде нарешлива. Дури мислам дека можеби едно од сценаријата е да се предизвика одредена, да кажам, маркација на крајните позиции на сите учесници во политиката и да се види кој на што е подготвен, затоа што и да се случува, затоа ќе има последици. Така што јас очекувам дека во наредниве денови, иако тоа веќе трае премногу недели, сепак ќе се преиде на некаква конкретна активност во смисла на формирање на нова власт, а потоа полека прашањата ќе се решаваат едно по друго како што ќе доаѓаат, и мислам дека тоа на крајот сепак ќе резултира со профункционирање на новата македонска власт, така како што резултатите изборни тоа го налагаат заради волјата на граѓаните. Што се однесува до специјалното јавно обвинителство, немам никакво сомневање дека тоа ќе продолжи да работи, дека ќе се одработи својата работа, дури и овој рок од неколку месеци ним ќе бидат доволни да, бидејќи очекувам дека во наредниот период ќе дојде до многу зголемена активност на СЈО во смисла на објавување на нови основани кривични сомневања и импликации на разни луѓе од различни позиции од досегашната власт. А потоа очекувам дека откако ќе застане на нози новата власт, дека секако во нареднава година ќе се отвори расправата и за специјален суд, ќе се отвори расправата и за продолжување на мандатот на СЈО и ќе видиме како тоа ќе се разреши. Дали не сметате дека лидерот на ВМРО ДПМН очекува дека ќе прекине, ќе истече рокот за функционирање на СЈО и токму заради тоа бара нова лидерска средба на која што би договорили нови моменти кои што би биле во негов интерес, а кои што можеби би значиле откочување на оваа политичка криза? Стратегијата на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски и Ѓорѓи Иванов е релативно едноставна. Таа стратегија подразбира да се дојде до една точка во кризата во Македонија до тој степен да тие сакаат да предизвикаат нови преговори. Тие нови преговори би биле со учество и на Русија на масата. Од тие нови преговори тие се надеваат дека ќе произлезе нов датум за избори, а во меѓувреме ќе истечат сите други обврски датуми од претходните преговори. И тие се надеваат потоа дека тие избори ќе ги спроведат новите кога и би се договориле на таков тип на преговори на начин
да никогаш повеќе не се најдат во оваа состојба во која што се наоѓаат. Тоа се разбира нема да се случи, бидејќи тоа многу очигледно и бидејќи претходните избори не се завршени. Знаете како изборите завршуваат со формирање на влади. Па потоа владите паѓаат во парламентите и се распишуваат избори ако за тоа има потреба. Тоа е од еден дел од приказната. Вториот дел од приказната е што гледате, дури и сето тоа да тече така како што го замислил или се надева Груевски. Дури да има нови избори. Погледнете која е ситуацијата во Македонија и зашто е тоа во суштина неодржливо и зашто тоа нема да доведе до нови избори. На такви избори темата ќе биде хистерично шовинистичко националистичка, значи тиранска платформа за, против и така натаму, ќе се радикализираат двете етнички најголеми групи во Македонија и на тој начин ВМРО на вистина веројатно ќе биде во ситуација да се надева и на подобар изборен резултат од овој што го остварија, за да можат потоа да дојдат во ситуација да тие може да го диктираат темпото. Но со таков развој на настаните, тие ќе станат на долг рок неприфатлив коалиционен партнер за никаков албански фактор во Македонија. И тоа значи дека со такви изборни резултати во кои што евентуално дури нешто и би се подобриле позициите на ВМРО и на нивниот стар партнер ДУИ, како ќе прават потоа тие нова влада? Што ќе биде темата на новата? Ќе се откаже ДУИ тогаш од тиранската платформа или тогаш ВМРО јавно ќе ја прифати тиранската платформа? Значи, знаете како тие измислија една цела голема приказна, се заплеткаа во неа и сега се направија да бидат практично нерешлив дел од равенката која самите ја постави. Бидејќи тие за на среден па и на долг рок се направи едноставно лош партнер за која било мултиетничка влада во Македонија. Значи ќе им остане варијантата да владеат сами. Што мислите, може ли во Македонија ВМРО ДПМН да владее само без разлика и на изборните резултати, може би да освои апсолутно мнозинство? Тогаш секако ќе упаднеме во многу подлабоки безбедносни и друг тип на кризи, тогаш секако ќе станеме многу повисоко регионално прашање, може би тоа е некаков излез за Груевски, за неговата фамилија и за мафијата, меѓутоа тоа секако не е излез за Македонија и затоа нема ни да се случи. Но колку Македонија е значајна во агендата на меѓународниот фактор, бидејќи континуирано се најавуваат мерки, санкции против поедини политичари, против државата, кон државата, односно граѓаните. Меѓутоа Европската заедница не презема ништо. Меѓународната заедница, не презема ништо. Значи колку ние воопшто сме значајни на таа агенда како држава, со оглед на тоа што останавме закочени, останавме некаде се движиме во место, имаме празен нот во нашето живење, не само како држава, туку како граѓани воопшто. Значи Европската унија нема да се секира за тоа какви се нашите проблеми во нашето живење како граѓани. Тоа е секирација која треба да имаме ние како граѓани. Европската унија и другите меѓународни фактори ќе се грижат за тоа да ние не станеме регионален проблем со регионални импликации. Заради тоа нивниот однос кон Македонија во овој момент е јасен. Тој е вербален и тој е јасно повторен повеќе пати отколку што би било пристојно заправо да биде повторен. А превземањето на тамошни мерки ќе се помине на таа операција тогаш кога нивните проценки ќе покажат дека работите се радикализираат во Македонија. Знаете како сега, Македонија не е центар на светот и сигурно не е на врвот на приоритетите на клучните главни градови во светот. Ние сите знаеме што се случува во Соединетите Американски држави и што се случува со глобалните проблеми генерално. Така што нивните проценки се дека во Македонија се уште има маневарски простор за победа на демократијата и мислам дека тие проценки не се неточни. Инаку, подготовките за санкции, подготовките за потврд однос кон Македонија и така натаму не се тоа операции кои што тие ги немаат направено или не знаат како да ги прават. Предпоставувам дека се уште мислат дека постои простор да тоа се реши без тој тип на мерки, бидејќи тие мерки не се краткорочни, тие се долгорочни, тие потоа предизвикуваат и други компликации политички. Тие многу повеќе би сакале да видат формирање на нова легитимна и легална влада во Македонија, владеачка структура и потоа продолжување со правната држава. Тие на тоа сценарио даваат полна поддршка. Ќе видиме што ќе бидат нивните нови проценки доколку ова сценарио се покаже како премногу компликувано. Имаше ли реално можност парламентарното мнозинство досега да реши дел од прашањата, да во парламентот да действува, да ја спречи ова континуирано до бескрај продолжување на таа конститутивна седница и конечно на дневен ред да го постави прашањето за формирање на нова влада? Имаше ли можност надвор од онаа сала собраниска да се
konstituira i izbere nov predsjedatelj i da počne da funkcionira državата. Значи, ние не ги знаеме сите детали од приказната, која е комплексна, и ние, говорам како јавност, ги немаме сите заднински истории кои што во меѓувреме се развиваат и се во тек во Македонија. Парламентарното мнозинство по сила на своето мнозинство имаше можност да конституира ново мнозинство, меѓутоа не без инцидент. А тоа е сценариото на ВМРО ДПМН и на Груевски. Тие сакаат да дојде до инцидент, за тој инцидент да им отвори можност за наново преговарање на сите, бидејќи тие тогаш би го напумпале, би го издигнале, би било тоа можеби непријатно и така натаму, за да потоа работите не се решаваат преку институциите на кои треба да им се врати довербата и капацитетот, туку повторно преку лидерски средби, преку замешателства, преку едно, преку друго да дојде до, како да ви кажем, договарање за затворени врати. Тоа е сценариото на ВМРО. Тоа сценарио можеше да се поттикне со овој начин на кој што ви велам, можеше да се спроведе тоа парламентарно мнозинство, но веројатно проценките на лидерите на тоа мнозинство се дека им треба уште време да некои прашања се дозатворат, да некои потенцијали се истоштат од страна на власта, да некои опции се потрошат, да се добие јасна, кристално јасна меѓународна поддршка, па потоа евентуално да се преде на нешто што сите се надеваме дека ќе биде следната фаза на решавање на кризата. Пржино 3 би било следна фаза до формирање на нова влада? Нема да има Пржино 3, ќе си има нова влада како резултат на парламентарен процес во кој што новото парламентарно мнозинство ќе ја артикулира и ќе ја демонстрира својата моќ да создадат влада. Наскоро. Па не знам, што мислите вие, ќе биде ли наскоро? Ја не седам во тие структури, немам поима што таму се разговара, немам увид во нивните, како кажам, ние сите мислиме дека ќе биде наскоро, но дали се недели во прашање денови, сати, немам таква проценка.